Кога дојдовме во билетарата имаше над 10 деца кои не даваа знаци на живот. Вака на денешното рочиште за Кочанската трагедија сведочеа дел од пожарникарите кои интервенирале кобната ноќ во дискотеката Пулс. Дојавата за пожарот ја примиле во 2 часот и 35 минути, а огнот бил изгаснат околу 4 часот утрото. Командирот на противпожарната единица сведочеше за драматичната сцена која ги дочекала при дискотеката. Пред објектот имаше многу луѓе, викотници, пискотници, растрчани луѓе и возила. Кога слегов од возилото, одма до него лежеше една девојка каде пристапивме да ја реанимираме бидејќи беше во безсознание. Прво почнавме со вештачко дишење и пумпање на граден кош. Дојде медицинско лице, ме фати и ми рече: "Господине, девојката е мртва." Потоа се упативме да влеземе во објектот. Додека одевме, имаше многу деца кои панично бараа помош, беа исцрнети. На мене има вставено апарат со кислород. Така се упатив натре во загушената просторија. На самиот влез затекнав многу лица кои беа паднати на земја, беа во безсознание и беа испреплетени едни врз други. Девојка која копната вечер била во дискотеката, кажа дека пожарот брзо се проширил и додаде дека никој не им дал насоки каде да се движат, а не се бележала ниту противпожарни апарати. Не видов кога се запалил плафонот, видов кога кажаа да излеземе и беше проширен пламенот до средината на дискотеката. Почнавме сите да излегуваме, но настана голема гужва. До влезната врата се сеќавам, веќе кога бев таму настана стампедо. Паднав долу на земјата и натаму не се сеќавам на ништо. Насоки каде да се движиме никој не ни даде, ниту забележав ПП апарати и противпожарни знаци за излез. Родителите на загинатите во Пулс пак на денешното судење истакнаа дека се сомневаат дека се врши притисок врз сведоци преку вибер комуникација од затвор. Надлежните служби да ја проверат оваа информација и детално да го проверат телефонот и комуникациите кои се остварени преку овој телефон. Се случи геноцид на млада генерација поради алчност, корумпираност и несовесно работење. А пак се продолжува да се работи во таа насока. Како и на претходното судење, така и денеска. Дел од адвокатите повторно побараа да се повлече обвинението за некои од обвинетите, бидејќи како што рекоа тие не се директно поврзани со пожарот. Во однос на поголем број од овие луѓе кои што се овде, постапката треба да запре затоа што лица кои што не се присутни таа вечер и не се на должност со конкретни обврски кои што можеле да бидат превземени или не превземени како пропуштање за причина, за последица, за настанување на самиот пожар и последиците кои што настанале од нив. Судењето го води судиката Дијана Груевска-Илиевски и се наоѓа во доказна постапка. Продолжението е закажано за 19 февруари, кога се повикани уште 5 сведоци.